сериозен индикатор за мене беше Шенген и концептот како тој функционираше во Европската Унија по појавата на пандемијата. Едно од најголемите достигнувања во Европската Унија беше слободата на движење, на патување, на разменување на идеи и добра. И во една ваква ситуација, почнувајќи од мигрантската криза од 2015 година, видовме дека Шенген може да биде подложен на промени. Меѓутоа, тие драматични закани се случуваат оваа година со појавата на пандемијата и реакциите на државите во однос на Шенген. Иако шенгенскиот простор беше вредност од највисока категорија, кој што функционираше и имаше нагорна тенденција, и кога Европската Унија во 2020 година всушност посакуваше да ги зајакне аспектите на Шенген, после вибрациите кои што доаѓа од мигрантската криза, всушност се случи заминувањето на Велика Британија од Европската Унија и Европската Унија се најде во ситуација да наместо да ги стабилизира состојбите и процесите, да се соочи со нови предизвици поврзани со пандемијата.